Денешниот четврти ден од 48-то издание на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија, кој од понеделникот се одржува во Кочани, започна со настапот на аматерскиот театар при Националната установа Центар за култура Илјо Антески Смоко Тетово. Тие ја прикажаа представата Том Џери и нивниот другар Бен на авторот и режисер Левко Богдановски. Тоа беше интересна представа која направи спој меѓу публиката и актерите и доби долготрајни аплаузи. Вечерва на програмата се две театарски представи. Најпрвин во терминот од 20 часот ќе ги видиме членовите на аматерскиот театар Јанко Чеман од Пивница, Република Србија, со монодрамата на Катарина Мишкова "Не ќе ја напишам" во изведба и режија на Катарина Мишкова. Во доцниот вечерен термин од 22 часот во представи наменети во алтернативната програма настапува аматерскиот театар при Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево со култната представа на македонскиот автор Дејан Дуковски под наслов Буребарот. Режисер е Михајло Петрески. Инаку во изминативе 4 фестивалски дена посебен впечаток остави настапот на драмската работилница на културно-уметничкото друштво Ѓоко Симоновски од Куманово, при Сдруженијето на пензионерите Куманово од Куманово со битовата представа на Антон Панов, Печалбари во режија на Стоје Додевски. Во вечерниот термин синоќа настапија членовите на Младинското драмско студио при Националната установа Центар за култура Марко Цепенков од Прилеп, кои се представија со представата Крајот на светот, како што го знаеме, во режија на Андреј Богатиновски. Љубителите на фотографијата има можност да проследат изложбата на уметнички фотографии Македонски пејсаж од учесниците на летните школи за фотографија, чиј водител и проект менаџер е Роберт Јанкуловски. Инаку во претходниве 3 дена ги видовме настапите на драмската секција од Основното училиште Климент Охридски од Облешево, Подрачно училиште од Кучичино, со представата Мајки во режија адаптација на текстовите на Љупка Стојменова, драмската секција при Центарот за средно образование Свети Наум Охридски од Охрид со представата Чекајќи го Годо на Семјуел Бекет, како и настапот на членовите на Уметничката гимназија од Нова Горица, Смер за драма и гледачи на Република Словенија со представата Друштво на стари браќа. Само да подсетиме дека во терминот за детски представи беа прикажани и представите Зет за Кристина во режија на Ана Шеџовска на Центарот за култура Битола од Битола, како и представата Малиот принц и Ластовичката на Детското драмско студио при Центарот за култура Бели Мугре од Кочани во режија на Кристина Атанасова Арсова. Се одржа и поетскиот портрет на академик Мат